Добро вечер во 1 ТВ во отвореното студио. Вие сте со мене, јас сум Сашо Ордановски, вие сте со мене. Речи си од Пладне. Денеска ќе завршиме со оваа поголема дебата. Како и секој понеделник, не заборавајте, утре со вас домаќин ќе биде колегата Александар Шумовски. Тој е оној човек со големи мустаки во кого се разни господи од женскиот пол, господи влюбени во тоа како ги води емисиите, така што се надам дека ќе бидете со исто толков број како и денеска со мене. Вечерва ќе завршиме оваа голема политичка дебата која што практично во изминатите 10 на часа ја водиме на 1 ТВ со моите вечерашни гости. Преку пат на мене седи политологот Ненад Марковиќ. Добро вечер. До него е колегата Марко Трошановски. Добро вечер. До него е поранешниот амбасадор во Унгарија од Република Македонија Игор Есмеров. Добро вечер. И на крај е колегата Коста Костадинов, кој што е пратеник на СДСМ во Македонскиот парламент. Добро вечер, благодарам на поканата. Некој од нас, некој од вас преседеа и вчера и завчера по разни студии така, но мислам дека Ненад не беше нигде во ниедно студио. Може тоа добра прилика да почнеме, бидејќи сепак треба да почнеме со една оценка за вчерашниот ден, за денешните реакции и така натаму. Ненад, како ти се чини тебе целата оваа ситуација? Се извинувам јас на ти предов, можеби сакате на вие, не знам како. Не, мислам дека тука сме негде, јас сум веројатно најстар на масава, така што тука нема проблем атмосферата да биде непосредна. Повеќе да. Па кога веќе ме прашаш во однос на тоа како ги оценувам, јас мислам дека оној статус кој објавив пред некој ден кој предизвика доста емотивни реакции беше, ако убаво го читате, објавен под оваа претпоставка. Мојата претпоставка за излезноста беше некаде меѓу 600 и 700 илјади. Моите надежи беа дека можеби ќе се достигне цензусот, но претпоставката ми беше дека може да има максимум околу 750 илјади, а најверојатно меѓу 600 и 700 што се испостави како точно. Дали е резултатот сјаен? Резултатот не е сјаен. Дали е резултатот катастрофален? Резултатот не е катастрофален. Во услови на активен бојкот се изјаснуваат само оние кои се за, и оваа бројка на оние кои се за е прилично висока. Така да прилично се како да кажам, прилично зависи од аголот на перцепција. Дали технички цензусот е достигнат? Не е достигнат, но дали тоа беше најважното? Нешто не беше. Ако мене ме прашате, мислам дека од правен аспект лесно може да извлечете заклучок и да направите грешка заради тоа што не ја посматрате втората димензија на нештата, а тоа е димензијата на она што следи по референдумот со политички капитал за некои наредни избори од веќе 600.000 гласа кои веројатно на следни избори кои би биле одржани, а многу веројатно дека ќе бидат одржани, е само почетна позиција. Марко, ја не знам дали се согласуваш со оваа интерпретација на Ненад или може би има нешто да додадеш на некој аспект кој што Ненад евентуално го пропуштил? Мислам дека не бе очекувани еве за нас кои што истражуваме јавно мислење резултатите од референдумот. Мислам дека она што го добивавме на терен како бројка беше поголема излезност, значително поголема. Тука се разбира еден дефект е отсуството на попис. Па тие резултати се толкуваат во погрешна рамка. Општа рамка. Да, ние го имаме и тоа предвид кога проценуваме, меѓутоа вклучувајќи го и тоа, сепак потврдија предвидувањата на сите истражувања и анкети. Голем дел од луѓето беа рекоа дека ќе излезат, меѓутоа не излегоа. Особено кај албанците, нивото на мотивација го меревме исто така, беше исклучително високо споредбено со другите етнички заедници, меѓутоа и тука видовме дека потврди излезноста во тој дел и оние кои што рекоа ќе бидат против, во тој месец дена од кога не се мереа резултатите, очигледно се пишманиле и ја завземаа страната на бојкотирање на референдумот, што резултираше со таква излезност каква што имавме на крајот, 36%. Би се согласил со Ненад дека мораме да го имаме во предвид сепак застарениот список. Нашите проценки се дека 15% не достигаат, односно луѓе кои што физички не живеат во земјата се дел од вкупно од колачот кој што го чини цензусот, така да би имале во други околности со прочитен список многу добар исход и мислам дека таа граница би била надфрлена. Со оглед на сето ова, мислам дека бројките се задоволувачи. Коста, денеска имаше низа анализи во кои разни аналитичари велат дека и СДСМ потврди во вадењето на своите членови во поддршка на референдумот. Имате такви анализи во партијата или уште ви е рано за тоа? Вас до душе може да ви биде радо и до избори. Не би ме зачудило. Не, апсолутно ние сме спремни, имаме плодно поле за длабока анализа да видиме
што се случува, како се случува. Јас искрено сметам дека ние во бројка на гласачи, тие што мислиме дека се наши традиционални гласачи, не потврдивме. Апсолутно морам да се сложам со Нено дека цензусот и не е најважното нешто. Всушност станува збор за консултативен референдум. Мене, ако ме прашувате лично, како пратеник, впрочем сега процесот после референдумот се префрла во собрание. Дали јас како пратеник имам сега легитимитет политички да гласам за уставни промени и да гласам за договорот? Еве прашуваме, имате легитимитет? Апсолутно, после таа излезност, после поддршката од над 600.000 гласови за поддршка на договорот со Грција со цел интеграција на државата во ЕУ и НАТО, јас ќе ја почитувам волјата на граѓаните, затоа што во едно здраво демократско општество, во една здрава демократија се одлучува со гласање. Не сметам дека оние кои го бойкотира референдумот се меродавни може да влијаат на одлуките на пратениците. Апсолутно повикувам и моите колеги од опозицијата да ја почитуваат максимално волјата на граѓаните изразена на овој референдум. Искрен да бидам, помалку ќе се задржиме вечерва на овој тип на ретроактивни анализи, бидејќи мислам дека многу се истрошија зборови за тој тип на диагнози и така натаму. Повеќе ме интересира од вас да чуе и публиката што правиме потатаму. Игор, имав денеска соговорници разни во студиово, неколку мина и од ВМРО ДПМН. Некои од нив тврдат дека на овој референдум гласале и најмалку 100.000 ВМРО-вци. Кој е вашиот впечаток во вие? Па да ви кажам искрено, јас мислам дека околу 150.000 луѓе кои се наклонети кон сегашната опозиција излезени се на овие избори, околу 100.000 гласале. По моја проценка за околу 50.000 гласале против и нешто што е неважечко, да, што е поништено, тоа е води на конто на опозицијата. Што е добра цифра со оглед на тоа дека беше етикетата бойкот налепена на ВМРО, иако не застана официјално, меѓутоа беше налепена на некој начин. Добро, ама те прашувам, навистина имаше бойкот активности на терен, бидејќи тоа многумина го говореа, или е тоа сепак налепено, бидејќи таа кога нешто налепено значи дека го немало? Видете, активности на терен во смисла како мисли, да не ги извадат луѓето надвор? Да, дали ВМРО активно тераше на бойкот меѓу своите симпатизери? Па такви информации неа, меѓутоа оние изјави што ги гледате по телевизијата се доволен индикатор да видите на каде. Добро, на крајот на криштата и во завршните изјави мислам дека и Мицкоски, особено Иванов, на крајот се декларира. Не може да конечно на сила да ги носите или да не ги носите. Може да дадете насока на изјави, па кој ќе се приклони лево или десно, тоа е принципот. Пред да тргнеме за тоа што ќе се случува понатаму, јас се надевам дека имавте прилика денеска да ги видите изјавите на странците. Европската унија во два наврати излезе, прв пат преку Твитера, потоа во заедничка изјава и Могерини и Хан. Американците и со Стейт департментот, а и со изјавата на американскиот амбасадор Бели. Режија, ја имаме таа изјава, може би е добро веќе во почеток на емисијата да емитуваме некако имаме како референца. Ајде муам изјавата на Бели од доцна попладнево на некој излез на некоја зграда ја даваше, видите, веројатно од ОПСЕ конференцијата. We think this agreement Сметаме дека овој договор кој ние силно го поддржавме го отвора патот на македонската иднина во НАТО и Европската унија, од што бенефит ќе имаат земјата, граѓаните на земјата, но исто така и регионот, неговиот просперитет, стабилност и безбедност. Следниот чекор во имплементација на договорот е на парламентот. Во овој контекст се надеваме дека лидерите и членовите на парламентот ќе ги стават настрана политичките разлики и земајќи го предвид по широкиот интерес на земјата, ќе го искористат овој историски момент кој ќе помогне да се обезбеди иднината на Македонија во семејството на западните институции, нешто за што луѓето во оваа земја се залагаат уште од независноста. Ако погледнете на просечната бројка на гласачи кои излегуваат на парламентарните избори во Македонија во последните 20 години, тоа е околу 1,1 милион, така што 660.000 луѓе се мнозинство од тоа. Тоа е значителен број на гласови кои политичките лидери треба сериозно да го земат предвид при одлучувањето за следните чекори во однос на договорот. Очигледно е дека американскиот амбасадор, а пред тоа Стейт департментот излезе отприлike со оваа аргументација, но го ескалираше речникот спомнувајќи дека се работи веќе и за безбедносни регионални интереси, дека Македонија со овој референдум практично не решава само за себе, а Могерини и Хан исто така има и тој тип да додадени контексти. Значи сега се апелира да продолжи процесот во парламентот,
а да не се остави на некакви неконтролирани еуфории и така натаму, да слегнат сите изјави на еуфории и да се види дали нешто може да се направи во парламентот. Ненад, кој е твојот впечаток? Имаме некаков маневарски простор? На вториот ден потоа, која мислам дека е многу валидна во овој момент. Во смисла на тоа дека еуфоријата од оваа некоја да наречеме во наводници победа на бойкотиран, ќе трае еден ден. И потоа ќе се соочиме со вакви изјави. И ќе се соочиме со уште многу поголем притисок надвор од она што го гледаме, значи зад кулисно. И тогаш ќе мора да дојдеме до некакво решение. Јас не ги знам сите сценарија, се спомнуваат само неколку, а едно од нив е широка влада, за која веројатно ќе треба многу попуштање од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Која би решила што? Која веројатно би ги донела на конто оние гласови потребни од пратениците на ВМРО, но после овие изјави на Мицковски и после се што е ставено во залог е тешко веројатно. Јас се гледам само како далечна хипотетичка опција. Дозволи ми да го цитирам Мицковски од вечерва на телевизија Алфа. Сметам дека процесот околу договорот со Грција по вчерашниот референдум е завршен. Тој тоа истото со малку поескалиран речи го каже вчера на пресконференцијата, го повторила постојано. Кој има неварскиот простор? Дури за, бидејќи јас ја слушам идејата за широка влада, ама широка влада треба има задача ова да го реши. Мислам дека тргнав од најмалку веројатното. Добро. Тргнав од најмалку веројатното сценарио, кое е навистина малку веројатно после цел овој залог. Мислам дека никој не може да си дозволи такво рапидно губење на и она гласачко тело кое го има, кое не е многу бројно, ако тргне во таква операција. Втората е веројатно да се најдат тие 10 пратеници милом или силом. Коста се работи за 10 пратеници или нешто Работи за 9 пратеници. Добро, за 9. берем да знаеме цифра. Да знаеме точната цифра. И третото сценарио нормално избори кои мислам дека Мицковски не ги сака во овој момент. Барем според она што го каже. На тие избори има неколку варијанти. Еве да разгледаме најповолната за ВМРО-ДПМН. Тоа е победа на тие избори со 61 пратеник. Што ги смени тоа? Каде ќе биде решението? Да разгледаме најповолната варијанта на која ВМРО се надева. Победа со 61 пратеник. Каде ќе биде процес? Нема да им остане проблемот да го решаваат. Во рамките на реалноста тие веројатно, ако се оди на онаа варијанта за правење на една листа, веројатно многу убедливо ќе изгубат, ќе добијат 4 нови години во опозиција. Прашањето е дали ќе имаат над или под 40 пратеници. Но како и да е, резултатот не може да биде поволен. Ако им беше коалициониот потенцијал 0 за време на реториката на парламентарните избори, сега е длабоко во минус. Албанските партии нема да смеат да си дозволат коалицирање со ВМРО-ДПМН во наредните 10 години. Тоа е јасно. Игор, има ли опште разговор за избори во партијата? Се разговарали за таа можност? За избори моментално не се разговара во партијата и мислам дека избори се недобре дојдени во овој момент. Подобро е ова прашање да се реши заедно со сите 120 пратеника во парламентот. Да се донесе национален консензус по ова прашање и ВМРО да излезе од реториката на анти-НАТО и анти-ЕУ, која после овој референдум на некој начин му е закачена. Без да сака. Они говорат се, дека ги слушнете функционери говорат дека се про НАТО, про ЕУ, меѓутоа изјавата на Джес Бейли и изјавата на Стејт департментот, изјавата на Могерини и Хан јасно кажува про НАТО и про ЕУ значи подршка на овој договор. Вие не можете да кажувате јас сум за, а не го поддржувате договорот. Да. Тоа меѓународната заедница не го прифаќа. Неприфатливо е. Не знам како да ви објаснам. Не знам после ова. И од НАТО дојде изјава со слична. И од НАТО дојде, да. Мислам изјавата на Стејт департментот беше за мене доста жестока. Ако читате меѓу редови, така едноставно нема алтернатива. И вие би требало да го прифатите ова ако сакате иднина. Ако сакате судбина, тоа значи дека сте против НАТО, против ЕУ. Добро, ама не е прв пат меѓу иднина и судбина ВМРО да избере судбина. Добро, ако не виде се. Да, но залогот е поголем од партијата. Не залогот, него треба да се научиме дека некои грешки се прави и не треба да се повторуваат. Инаку да, во право сте, ние снимале таква реторика и 92, 93, пред да доеме 98, имаше такви Просто малку ветришта ако грешам ли ако мислам дека ВМРО е расната помеѓу две ситуации. Една е целиот тој прашање со референдумот и прашањето за интеграција во НАТО и договорот има нема што ќе правиме. Второ е прашањето за стврстување на Мицковски во самата партија. Бидејќи јас гледам тој скалиран тон дека и во тоа он вчера не пропушти да излезе и да каже дека еве сите што вика дека на клоци ќе ми истераат, сега треба за сите платеници и така натаму. Дали не е тоа уствари една преголема агенда за да може да се очекува конзистентен став на ВМРО, политички разумен во овој момент?
Очигледно е дека политички разумен и прагматичен став нити сега, нити во минатото можеше да очекуваме од ВМРО ДПМН со оглед на ситуацијата во која што сами себе се доведоа. Инаку, што се однесува до изјавите на меѓународната заедница, така ја почнавме ова рунда на прашања, ако се следеа внимателно тие изјави што све беше кажано, дојдоа премногу представници, нели веќе се изгуби контекстот, меѓутоа неколкумина, но не на највисоко ниво представници, меѓутоа малце пониско дипломатско ниво, имаа формулации кои што и текако беа брутални и отаде дипломатските еуфемизми. Беше многу јасно посочено дека ова интерес, ова што се случува не е само дека ние се грижиме за вашата земја, тука е и наш национален интерес. А кој е против нашиот национален интерес е наш непријател. Значи, тоа е многу сурова изјава да се во контекст на реалната политика и многу објективна исто така. Значи, не можеме да ги вагаме интересите на големите сили и контекстот во кој што нашето прашање треба да се реши со некакви микро превирања и калкулантски неконзистентни политики кои што во моментов ги тера ВМРО ДПМН. Сепак најконзистентиот во целата политика е претседателот Иванов. Не може да му се пререче дека нема една конзистентност со денешното обраќање на нацијата, патем биде речено повторно без можност за прашање за новинарите, тоа само едно обраќање. Тој застана цврсто на линијата дека се ова пропаднато, дека бојкотот е успешен и дека треба да се откажеме практично од овој начин на решавање. Затоа има највисок рейтинг председателот исто така, поради тоа што неговата конзистентна политика нели кореспондира со дел од популацијата која што таа не ја препознава кај ВМРО ДПМН и нивните неконзистентни испади. Така да во таа смисла и затоа на некој начин после неколкуте претходни проблематични потези низ изминатиот период се поткрена на некакви 4-5-6% рейтинг, да. Конзистентноста на ставот на Ѓорѓе Иванов. Што правиме со алтернативата? Еве да речеме, бојкотот ќе успее. Што понатаму? Еве ќе одиме на избори. Ќе победи едната или другата политичка партија. Нема евроатлантска иднина, прво кој ќе сака да биде на власт. Не знам, ајде сега малци од економски аспект да позборуваме. Само јавното предпријатие за државни патишта за оваа година со тие кредити со поволни каматни стапки од 0,25% прибра 200 милиони евра. После тоа што ќе крпеме дупки по автопатите, ќе косиме трева. Значи ворете, еве му се поткренал рейтингот. Но да не забораваме дека мора да кажеме. Денеска Бранко Азевски, меѓу другото претседателот на Стопанската комора, има колумна која е насловена економија. Ама апсолутно, се согласувам затоа што во една прилика Лјупчо Ѓоргиевски мислам дека спомена економскиот комодитет и како во ова модерно општество задира во самиот идентитет на луѓето. Кога немаш економска комоција, кога буквално сме поприлично без пари. Да. Чуму ни идентитетот. Можам само една интервенција да направам. Мислам дека ВМРО процени многу лошо со бојкотирам. Знаете што е разликата меѓу бојкотирам и ВМРО ДПМН? Движењето бојкотирам не е партија. Така е. Тоа е адхок движење кој нема никаква одговорност и не мора да ја сноси. ВМРО ДПМН е како партија сериозна, која била долго на власт, која не е партија без капацитет, сноси одговорност за секоја една донесена одлука. Бојкотирам може утре да се распуштат, да се реактивираат, активираат. Тие момци се во крајна линија многу поискрени и почесни од она што го направи ВМРО ДПМН, кој константно лавираше. Би имал повеќе храброст нив да им кажам дека успеа, заради тоа што колку да биле малку, колку да не се слагам со нивната кауза, колку да мислам дека грешат во ситуацијава, пристапот е почесен. Пристапот е 10 пати почесен и попоштен од она што ВМРО ДПМН го направи со вакво лавирање и ваква политика на неодлучност и комплетно губење на компас. Ќе дознаете на денот на референдумот но бојкотирам нема одговорност. Тие се адхок движење. Луѓето кажаа што има релативно во еден прославија 2-300 луѓе и ќе се заминат дом. Некој од нив може имати најчисти намери. Јас воопшто немам намера ниту да ги плукам, ниту да ги потценувам. Но ВМРО ДПМН има одговорност како политички актер кој сака да превземе власт. Кога би ја преземал власта без договор, без евроатлантска иднина, доволно е само да се стегнат чешмичињата со кредити,
помош и така натаму. Не мора никакви меѓуетнички тензии, не мора никаква драма да се случи. Мене ми велат, ме обвинија за оно што съм нарекол, нели, fear mongering, дека ширам страв. Луѓе, не ширам страв. Нема тие процеси дезинтегративни да бидат нагли, полека, ќе бидат бавни, болни, еден по еден, ќе биде една фина, продолжена, типична, јас би рекол, за земји во југоисточна Европа агонија, која ќе те разградува процент по процент. Нема албанците да кренат револуција, тоа се глупости. Така. Меѓутоа, кога ќе ти ги сопре некој чешмичките, ќе сватите колку сте биле зависни. Игор, Само да не биде касно. Сакаш да интервенираш? Дополнително, доколку изгледаше ВМРО ДПМН позади против опцијата, ќе добиеше негде околу цирка 400.000 гласа, мање, помалку или повеќе. Меѓутоа, ќе имаше голем капитал од 400.000 гласа, кој немаше да падне ни 1 милиметар при некои следни избори. Дополнително ќе го зголемеше својот коалицијски капацитет. Не разбирате? Ти ги зацврстеше тие Ги гласови. затвржеше тие гласови. Да, и од тука ќе тргнеше за нагоре. Не разбирате? Уште нешто, прашавте за председателот, ја не сакам да го коментирам, меѓутоа добро е што левичари и десничари се согласуваат која е алтернативата. Значи тоа го прашувам цело време и никој не го одговорил до се. Нека излезат барем тие од бойкотирам. Можеби овој Бачев имаше најасен став, он рече дека со Русија сака. Па и тоа е Се став. надевам дека ВМРО ДПМН нема да направи таква коалиција со Јанко Бачев. И идејата за други алтернативи треба да ја објасни некој кој веќе ги заговара. Да Времето видиме за која е таа алтернатива. објаснување ми се чини дека веќе помина. Сега тече рокот од 10 дена, да го цитирам Заев, веќе се 9 дена останати. Денешка заврши денот и ќе мора за 10 дена да се реши што ќе се прави. Јас мислам, не знам дали вие се согласувате, дека пратеници доволно 9 во парламентот нема да се најдат од ВМРО. Не знам ако е Смеров, евентуално нема некакви Само уште една други дополнување на Коста. Не знам дали знаете, меѓутоа во предпристапниот период кон Европска унија, ние кога го решиме ова, ќе идеме во тој предпристапен период. Знаете дека патиштата се градат со 80% грант? Дека ово што сме го потрошили не сме можеле да го потрошиме, да сме почекале? Знаете дека многу други поволности има. Дали знаете дека сите земји од југоисточна Европа, од источна и централна Европа, најголемиот напредок го имаат направено токму во тој предпристапен период? И сега треба да се откажеме од тоа. Така и алтернативата Бугарија, така е и Романија, така се. Да, Унгарија да, алтернативата е бездна. Така е. Сега влегуваме ние во овој процес кој што треба за 10 дена да покаже со странска, без странска помош. Гледаме дека повторно се алармирани сите нивоа, да покаже дали може да тоа се направи во еден уставен процес. Да бидам искрен, ако се направи на тој начин, веројатно дека ова ВМРО ДПМН дополнително ќе се закопа во една историска референтност дека ова е целото измама. И дека потоа тоа ќе направи еден друг вид на проблеми во децениите што доаѓаат и генерациите што доаѓаат. Така што се согласувате ли дека најголемата веројатност е всушност предвремени избори? Марко, личи ли тоа како на најостварливо сценарио? Со оглед на тоа што до сега беше направено од страна на опозицијата, мислам дека нема простор за освојување на тие 9 пратеници и за жал ќе одиме во парламентарни избори предвремени. Проблемот со тие, иако посакувано е двотретинско мнозинство заради протуркување на договорот со Грција, е што на друга страна ќе имате уште 4 години власт која што има апсолутно мнозинство, која што има квалификувано мнозинство и ќе имате целосно деградирана опозиција, бидејќи ВМРО во тој процес дефинитивно ќе го изгуби цел капацитет да биде силна и конструктивна опозиција. И во 4 години во кои што следуваат многу премрежија за земјата, од имплементацијата на договорот со Грција, преку усвојување, синхронизацијата на законодавството и внатрешните болни реформи што треба да ги направиме, да имате многу слаба опозиција и апсолутно доминантна власт, исто така е огромен проблем. Така е. Мислам дека ова што Игор го каже круцијално. ВМРО мораше да сокрие својата немоќ зад бойкотира. Затоа сметам јас дека бойкотираме почесна работа, отколку она што ВМРО го направи како партиска политика. Барем да покажат 400.000 за да измериме колку, за да не се помалку е прашањето. Не сака да покажат колку гласачи имаат кои можат да ги извадат против, затоа што знае дека не се 650.000 или 610.000, колку што беа. Не е важна бројката. Меѓутоа може да се слагам дека ќе може да ги фиксира за понатаму како политички капитал. Вака ситуацијата им е уште понеизвестна. Коста? Лоша одлука. Го
го одбра погрешниот момент. Па дури да направи така. Не е моментот за да си ги одмереме силите ние ВМРО и СДС, при тоа да се коцкаме со граѓаните на Република Македонија. Прашањето е јасно. Ово е договор на еднината и така е. Нашиот став во однос, да завршам само во однос на изборите. Ако ги слушаме внимателно, меѓународната заедница ни праќа порака и нас, како владеачка партија, да ги искористиме сите демократски капацитети, да влеземе во преговори со пратениците од ВМРО, што е поприлично честно, да, апсолутно. Што е поприлично честно, да се надминеме самите себе, партиските интереси да ги оставиме на страна. Па ќе споменам. Пораките беа пуштени и до нас како владеачка партија, но и до опозицијските партии. Да, ма гледайте, јас денеска го имав. Во ред се согласувам, меѓутоа сиот овој период беа пренагласено пуштени тие пораки. Не гледам кој аргумент дополнително сега би бил даден во овие. Може ли да спомнам јас еден аргумент кој што може би помалку го. Постои еден политички ентитет во Македонија кој што некако се наоѓа не е во оваа дискусија. Скратеното име му е фамилијата. Овој развој на настани со ВМРО кој што и СДСМ кој што ќе оди на воредни избори со прилична веројатност дека тие избори ќе ги губи опозицијата. Како е тука, кој е интересот на фамилијата? Дали фамилијата се уште има оперативни можности да донесе 9 гласа во парламентот? Да прашам за, се разбира, за говорнички сценарии, ама не ред да тоа го одбидеме. Јас со тоа фамилијата не се согласувам воопшто. Значи, јас стварно не сум близок до овие теории, вие што ги кажувате. Мислам дека тоа нема да се случи и дека фактички фамилијата не постои. Мислам дека е измислено. Фамилијата постои и ќе биде таа секој ден во суд. Не знам, добро знам. Каде е во политичкиот процес, се обидам да дестилирам дали таја има некое влијание. Нема никаков. Дека не. Нема никаков простор во целиот овој процес, нема никаков простор за никакви преговори. Знам ако слушайте, да ви кажам, денеска овдека ми беше на гости и Петар Богоевски, кој е заменик генерален секретар на ВМРО, а беше еден стар ВМРО-ец Михаил Пановски. Не беа во иста дебата, беа посебно. И двајцата говорат за банкарските гаранции со кои што располага партијата во однос на членовите на парламентот свој за ВМРО ДПМН. Сега ние можеме да разговараме во една коректна атмосфера со политички анализи и така натаму, но немојте да изгубите предвид дека постои едно подземје. И дека тоа подземје било и порано активирано и меѓу другото и од странците кога се сакало да се решат некои работи. Се согласувате сите дека нема простор за тој тип на интервенција во овој политички момент? Ја мислам дека нема. Јас искрено не ги знам односите на сили внатре во пратеничката група и дали можеби таа фракција контролира толку пратеници. Не можам информирано да кажам. Добро. Но постоеше тој мит дека еве да речеме Мијалков е порасположен да преговара и пореално гледа на работите од Груевски. Колку е тоа вистина, уште од пржинскиот процес па наваму. Колку е тоа вистина, аз не можам да кажам. Тоа се навистина чаршиски муабети, меѓутоа во крајна линија ајде да видиме. Јас бев 2 дена распослан по Facebook дека Мијалков само што не дошол во ова студио да правиме интервју. Мислам не е исклучено дека и ќе дојде па ќе го прашам. А добро, тоа и не е така лошо. Да, врска со мениците, мислам дека малку премногу се напумпува и фетишизира тој момент. Од едноставна причина е што доколку тој процес на вистина постоел изминатиот период, многу лесно доколку се намножат сведоци кои што би обзнаниле дека под принуда тие меници се подпишани, многу лесно преку судска одлука истите може да изгубат својата ефикасност и на тој начин да искрено бидам и јас се чудам зошто тоа не би се направило на тој начин. Ама единствено дека притисокот не е преку овие меници, притисокот е многу поголем бидејќи се игра со емоциите на граѓаните. По социјални мрежи, тет-а-тет средби. Така, предавници. Тука се уплашени луѓето. Тука се претежно пратениците уплашени. Ако ги прашате нив лично за мислење, ја мислам дека 90% од нив ќе ги кажат дека се пројавуваат. Таму има некои проминентни имиња, па да речем добра половина од таа група. Знаете, ако тргнете од Змејковски до Антонио Милошовски, барем уште 15-20, не ми личат тоа како на вака случајно залутани пратеници во ВМРО ДПМН кои не можат да имаат свој став. Не можат, меѓутоа ја мислам мој впечаток дека се повеќе уплашени отколку што се оценети со некои меници. Ја апсолвиравме оваа ситуација околу можноста да се испреговари така натаму. Доаѓаме до моментот дека сепак веројатноста дека ќе се оди на предвремени избори е релативно голема. Ќе волонтира ли некој да ми објасни позицијата на ДУИ во целата таа комбинација? Ненад, ти си вака Јас мислам дека да. Бидејќи таа позиција сега наеднаш станува многу силна. Многу силна. Да.
повторно мислам дека целата работа прилично оди во прилог на ДУИ. Со тоа што мислам дека овој пат треба да бидат паметни да не одат на некаква тиранска платформа број 2. Ова не е моментот за етничко наддавање и да покажат колку се силни кај албанското гласачко тело. Мислам дека па видовме на референдумов дека тоа малку се прецени од еден или од друга причина. Прво тоа, второ што мислам дека би бил најпогрешен момент за било какво етничко наддавање во овој момент. Мислам дека ова треба да се задржиме на темата и идејата на расказот, што велат во основно училиште. Темата и идејата на расказот се НАТО ЕУ и можноста да се протурка договорот. Секоја друга варијабла која би ја внеле во игра, посебно ДУИ, преку некоја нова тиранска платформа уцени кон СДС, барање на премногу пратеници, би предизвикало само контраефект кај македонското гласачко тело и дополнително би ја радикализирало ситуацијата. Не е време ниту да се чепка законот за јазици во овој момент, според мене, апсолутно. Треба да се остави бар за некој време во овој статус во кој е. Слушате, председателот Иванов, кој се во канцеларијата во кабинетот е таму до април. Сега, ако можело да се чека, речиси до нова година, веројатно ќе се причека околу председателските избори, мислам дека е прилично јасно дека тие се изгубени за ВМРО. Со прилично голема сигурност можеме да кажеме. говорам за законот за јазици во таа смисла. Сакам да кажам дека до април има многу вода да протече. Во овој момент не мислам дека дуи најголемата грешка која може да направи да се бави повторно со етнички теми. Мора СДСМ дуи или цела коалиција која би се правела за овие избори кои треба да дојдат, а многу веројатно ќе дојдат, треба да се држи на темата НАТО и ЕУ. Секој излагање од шините би било многу ризично. На известен начин ДПМН му го скрати маневарскиот простор на ДУИ па и на сите други албански фактори. Напросто ги направија така се, како да кажем, така се контаминирани ВМРО ДПМН заразни што веројатно нема простор да сега некој каже добро ако не иќете со СДСМ имаме со кого друг да одиме. Веројатно тоа би била политичко самоубиство во овој момент. Видете, имате ситуација во која страшна за мене по ВМРО. Прво, со предвремени избори е сотерана од зид партијата. Нема алтернатива, ќе мора да излезе на избори. Бойкотирам не е опција на избори. Уште толку ќе пропадне. Пардон. Второ, има меѓународен притисок. Дозволете на оваа точка да застанеме, бидејќи тоа е во суштина меѓународниот притисок ни е јасен. Вечерва имаше своje интервју господинот Мицковски на Алфа телевизија. Кога ќе поминете низ главните поенти на интервјуто, практично Мицковски го искористува интервјуто, мене така ми се чини, за да ја најави позицијата за бойкот. Тој тврди дека и овој референдум е местен, тој тврди дека нема основа за распишување на воредни избори, освен како тоа насила не се направи. Тој бара 100 дена влада, иако по уставните рокови тоа не може да биде повеќе од 60 на дена, и конечно бара оставка на јавниот обвинител. Значи, ми се чини дека веќе е почнато тој процес на дигање на скалата толку високо за да каже па сега вие не прифаќате ништо, ние ќе бойкотираме. Ја го очекував ова прашање и имам еден став. Михо Пановски тоа денес го промовираше, се држи ова што го кажува Мицковски и вие што прашувате легитимно. Меѓутоа, ова може да се бара единствено доколку наидете на разбирање кај меѓународна заедница. Таму се согласивме дека нема разбирање за вакви Есмеров, знам, ама гледате, 20 минути Меркел разговараше од 4 очи со Мицковски. Добро. И тоа, потоа, и не само таја, туку сите поред. Добро. И потоа видовме дека Мицковски сето тоа на известен начин мува не го ласи. Зашо? Постои опасност после ова и после недоволно слушнатите, недоволно разбраните пораки, ВМРО ДПМН да заврши во сосема десна опозиција, крајно десно, и да биде новата златна зора у Македонија се. Што да ви кажам? Натаму иде работата се. Натаму водат работата. Како да ви кажам? Дали е тоа таја можност или има друг маневарски простор? Мислам дека Затоа што гледате, ако ми дозволите, гледате позицијата на Мицковски, тој вели вака. Јас од ова не можам да се повлечам, бидејќи излеговме со бойкотирање, тврдиме дека референдумот е неуспешен, дека ова предавство. Бидејќи кога одиме на избори, јасно ми е што ќе значи. Мене повеќе ми одговара како недозацврстен председател на ВМРО ДПМН да отидам во опозиција со бойкот, да ја зацвртам својата позиција, а потоа таа позиција да го напаѓам СДСМ и владата во наредните години и да ги чекам наредните избори. Не звучи ова како логична позиција? Бойкотира парламентарни избори, зошто мисли дека ќе преживее во партијата? Ја би се согласил. Јас мислам дека тогаш веќе затоа викам дека не е опција. Тоа е повик на смена. Јас сум немоќен да извадам толку и толку гласачи. Бојкотот сите ќе го прозрат блефот на бојкотот. Па да речеме не во првата недела, да, но меѓутоа набрзо. А посебно посебно луѓето кои се во ВМРО ДПМН и кои се доволно интелигентни да сватат дека тоа е пред се многу опасен блеф.
Добро, ама Лјупчо што е- Георгиевски самиот рече дека најмногу се кае за тоа што го Така е, направи. Нема знам, ама- Мицковски, Ама Белким да направи. Што има Да. бойкотирано избори, Ама референдуми, тоа е после се има кае изгубено. за тоа. изгубено Така е, од оваа маса. А што му е другата опција? Да покаже прифати колку што? на вистина гласа има. Па на знам, избори. ама тоа после оваа проверка со 700.000 стартна позиција на оваа коалиција. Не што ветува ќе- многу добро за него. Во секој Бидејќи случај. гледате, Донтовиот модел е таков да оно што Брутален. ќе извади во Македонија Брутален. 650 да речеме 1000 гласа за себе, Брутален. тој има да ги смачка сите други бидејќи ако добро ги распоредите, дури и другата следната партија да извади 400, ВМРО никогаш повеќе од 450 не извадила освен на претседателски, ама тоа е друга приказна. Значи тие ќе бидат збришани, ќе останат на 30 на пратеници во добар случај. Ете, имавме избор се, одлуките доведуваат до последици, тоа е тоа. Но затоа ви велам Изгледа. дека позицијата на Мицковски можеби делува логично за бойкот на изборите. Сам се донесе во таа Да, позиција. Затоа несомнено, Се донесе несомнено. во пат позиција, Имавме- да не може никаде да мрдне. Процес Ама на истовремено преговори се со донеси во Грција, имавме позиција- лидерски средби каде што имаше можност Мицковски да преговара и да допринесе нешто за државата. Па имаш и обид за широка Буквално коалиција, кој бегаше што од, знам ја. од лидерските средби. Му беше понудено широка Широка коалиција, коалиција што беше понудено тоа. која што коалиција ќе го Сеќавате спроведе ли? целиот процес. Ја Дозволете ми одби. да го брана Мицковски, мислам дека он во овој момент е сепак во најцврста позиција наназад месеци, откако е може би избран во партијата, сега е во најцврста и како да кажем, сигурна лидерска позиција. Значи, оваа рационална расправа која вие ја нудите, сакам да ви спротивставам дека така не размислува политичар. Денеска Мицковски вчера имаше согласувам. триумфален говор. Денеска продолжува да гази со реториката дека е договорот пропаднат, дека они уствари победиле и дека практично бојкотот ќе биде само логична последица на неговото зацврстување во ВМРО ДПП. Не би се согласил. Ја мислам дека ќе се само Како не маргинализира. знам како ќе се движи партијата понатаму со баласт дека не сте гласале за договор кој е про-ЕУ, про-НАТО и цела меѓународна заедница ви го објаснува тоа. Еве ти одговори. Да, Како ќе се движи со тој баласт во иднината понатаму? Искам да питам, ја немам одговор на тоа. Мислам, ја знам дека тоа ќе остане за некоја историска перспектива да се Саша, образува. денеска и вчера Мицковски има триумфален говор. Триумфот е во бојкотот, баш тоа многу ме интересира тоа. Дали тоа е победата на Мицковски? Не знам, еве, Не да видиме. интегрирањето на државата во Европската унија и НАТО, не почнувањето на процесот на преговори. Добро, неговата реторика е зачувувањето на Ама име. чекајте сега. Ако одиме во таа насока, како што поприлично јас Јас се имав обидувам можност да- кратко да Да. го видам интервјуто во Алфа телевизија, бојкотирање на евентуални следни избори кои што сам ги бараш. Сега, Марко. да бидеме искрени, сам ги бараш. Како ти се Поразително чини, Марко, ова е? После тоа имаме процес на почеток на преговори со Европска унија. Имаме влез во НАТО. Ќе биде изолирано ВМРО од сите тие процеси. Тоа е едно што е лошо за ВМРО, лошо и за државата. Пазете, не сакам да го гледам слабо ВМРО, паднато на колени или да не постои. И јас Зошто? обратно би рекол, не би било добро да го гледаме јако СДСМ. Оти тоа знае да завлече на други стади. Марко, побег. Мислам дека мораме да го задржиме фокусот на рационална дискусија, иако сопоставуваме нели проектирани лични перцепции на лидерот на ВМРО, во меурот на неговата само проекција како и доживувањето на ова како успех, не лежи вистинската проценка на иднината. Мислам дека исклучително е проблем. Мислам катастрофални се сите сценарија, погубни се сите сценарија за ВМРО освен поддржување на договорот. Тоа е многу јасно. Твојата хипотеза дека во бојкотот на некој начин, во некоја хибридна позиција, тој би се зајакнал, изолиран од секакви можни коалициони потенцијали внатре, но исто така од било каква поддршка во рамки на европската фамилија на десни партии надвор, е илузорно. Гледам дека су во длабоко малцинство. Во обидот да го одбранам ставот дека... Ако се избори, барем може да се обиде оној магичен праг над 40 да го помине, па колку толку да има Пратеници. некаква пратеници, па колку толку да има некаква позиција да се пазари. Барем со тие 1, 2, 5, колку и да бидат, не знам колку би биле, хипотетички е Добро, тотално што муабет. ќе биде Пазарот би бил секако подобар сега отколку... од тогаш. Имено. Од кост бенефит. Но тоа некој треба да го свати. Но добро еве да ме прашам, мислите дека има простор маневр за пазар, Марко? Па, После како се се што кажа на кажа- почетокот, после све што беше направено и кажано, ја не гледам што плюс би се би ги убедило. Добро, ајде да одиме гласат. во една средна опција. Би сакал да е така, Добро. мислам дека е најдеално. Ајде да одиме во една исто така веројатна опција, дека нема да има ниту пазар дефинитивен, нема да има ниту избори, туку ќе има еден пржински процес кој сега ќе трае со месеци.
Зашто пржино X не би била варијантата на која што опозицијата исто така би се надевала? Затоа што не месец. газат роковите. Само едноставно е, роковите не газат. Тоа е проблем. Тоа е се убаво, тоа е рационалниот став во тоа, но знаете како они може да инсистираат на тој вид на процес. Да кажат чекајте се, роковите газат, ама ова е исто важно. Ама Саша му беше понудено на Мицкоски во самиот процес на преговори на лидерските средби, му беше понудено. Тој го одби, тој буквално ги напушташе сите лидерски средби. Не знам зашто би влегло СДСМ во такво сценарио кога има подршка од меѓународна заедница, кога имаат можност да отворат изборен процес, кога имаат можност да преговараат, не разбирам. Може само да додадам уште нешто. Сигурно 600.000 гласа. Имаме 606.000 гласа на референдумот кои се за. 609. Скоро 610, да. Над 600.000. Да. Имаме чиста ситуација и сега го повикуваме во МР. Еве ни го легитимитетот и наш и ваш. Дојдете во собрание, поддржете го договорот. Не ни треба пржинска влада во такви случаи. Доколку не, одиме на избори. И тоа брзи избори. Одиме на избори. Која ќе биде темата на изборите? Една. Која? Мислам дека Плебисцитарни ќе бидат. Ќе биде досадна кампања дефинитивно. Нема да има Повторување многу ќе го чуеме тоа што го чувме изминатиот период, ќе има многу повторување, веројатно ќе успеат кампањата за малце да научат од грешките како да го информираат граѓанинот околу придобивките за договорот. Она што се смедаше како аксиоматска на некој начин придобивка, идентитетот, јазикот, опсегот на употреба, последното наше истражување што го правиме за 360 степени, укажа дека и покрај месец дена активна единствена постоечка кампања, сепак, ајде да речеме, идентитетот беше аморфен малку, ајде да речеме јазикот, фуснота, нејасно. Меѓутоа, едва 50% сметаат дека името е и за надворешно и за внатрешна употреба. Значи, очигледно, се разбира, тука играше и улога дезинформационата кампања, емотивната блокада што граѓаните има на секаква обид да бидат убедени поинаку, едноставно не слуша, меѓутоа очигледно имаше и некакви потврдувања во тој дел. Така да, веројатно ќе има нешто подобрено во таа кампања, евентуално идна, во делот на обедувањето. Друго не гледам што би се зборувало. Ненад, кои се шансите на овие микропартии, да речеме некакви левици, да речеме некакви партии кои ќе произлезат од бойкотирам, потоа неколку помага албански партии и така натаму. Какви се шансите во една сценарио на брзи воредни избори? Шансите им се само ако се пришлепаат за некои од големите партии. Иначе ова ќе биде пресметка на големите момци. Апсолутно. И мислам дека ќе играат, апсолутно ќе излезат мравките. Апсолутно, заради тоа што овде веќе ова е онаа ситуација каде што ракавиците се веќе одамна фрлени и каде што се оди со целиот залог на политичкиот капитал од сите страни. Ако одат со оделни листи ќе повлечат граѓани кои би гласале за десница, значи за ВМРО ДПМН. Како што е вака ако идат заедно со нив, ВМРО ДПМН ќе биде налепена уште дополнително како бојкотирам. И ќе биде неприродна коалиција Украина линија, комплетно. Ќе биде неприродна коалиција, да. Ако се обидат, мислам дека тоа за некој посебно за левица, тоа би било крај на партијата. Прво внатре кај нив ќе се деси по мене тотален слом, а втора работа, ваква една коалиција мислам дека ќе избуни оние гласачи кои ги има. Добро. Има еден друг аспект кој што малку го подзабораваме, а на кој што сите оние кои што не мислат добро за договорот со Грција и така натаму, прилично многу сметаат. Тоа е имено Грција. Ваквиот референдумски резултат и целите сите овие сценарија за кои разговараме со можност за воредни избори, кои што сега ќе треба да проголтаат уште месеци, па потоа формирање влада, веројатно во најдобар случај ние пред јануари и февруари не би имале влада. А парламентарното мнозинство предпоставка е дека се прави целото ова, ако биде двотретинско, прво да го стави на дневен ред договорот со Грција. Ако не биде, што правиме тогаш? Сакам да кажам, на другата страна се случуваат идната година во Грција европски избори, редовни парламентарни избори и локални избори. Дури постојат прилично реални сценарија дека вонедни може да бидат парламентарните избори да се случат на пролет наместо на есен. Сакам да кажам дали во таја карта во целата оваа игра исто така не игра на како да кажам на воденицата на овие кои би заговарале бойкот на изборите. Едноставно ќе се искомпликува толку работата во Грција што таму ќе пропадне договорот. Па потоа целата ситуација овдека ќе делува дополнително нелогично. Ви велевме дека договорот не чини дека Грците ова и така натаму.
Господа, како што гледате, не ве оставам на мир. Не, ворете, Без да ви прашањето ги е сосема легитимно. истрелам од глава сите можни варијанти. Јас кажав и многу честно дека многу работи може да се искомплицираат. И дека во меѓународната политика никој не ви дава никакви гаранции. Многу е нечесно да тврдиме дека 100% се може да биде во ред и дека апсолутно ќе биде во ред. Но сценариото кој го кажуваше навистина многу неверојатно. На цела инволвирање на меѓународната заедница, на добрата волја која Грција покажа, дури вчера не дадоа. Они може и вчера да се исперат од одговорност. Ципрас можеше максимален популистички потез да направи. Луѓе, немате цензус, извинете, жал ми, ние се публикуваме. Не, соопштението беше воздржано. Дојдете друг пат, така? Можеше да го направи тоа. Добро, Мислам дека нема да се И случи. за грците нема друг. Иако мислам дека е нечесно да се каже дека стоп, но тогаш договорот нема да важи. Back to square one, шо велат. Се враќаме на првото поле, да почнеме со некаков нов процес. Па тогаш кој може да даде конструктивна идеја, нека даде. Јас знам кој нема да даде конструктивна идеја и кој нема идеја во оваа ситуација. Тоа ми е барем јасно. Така да мислам дека ова сценарио е многу малку веројатно. Мислам дека пред мај рекоа дека нема да се случат изборите, најрано што може мај, а до тогаш Ципрас има време. Сигурно не е будала да влезе во ваква политичка игра и на крајот да се откаже. Тоа би било апсолутна катастрофа и по него и по неговата партија долгорочно и по сите актери кои се во играта. Не верам дека би ризикувал да оди до оваа мера за на крајот сосема да ја батали работите и да рече извинете, се шегувавме, не ова. Кои се тоа што тогаш сакаме да го има ли направиме. меѓународни добитници од оваа кризна ситуација, бидејќи Македонија реално влегува во политичка криза? Ајде да бидам до крај отворен. Која е позицијата на Москва во сето ова? Гледате, дочекавме денеска Вучич, не претпоставам дека видовте, отиде во Москва и таму ја даде изјавата во однос на референдумот на Македонија. Во таа изјава тој рече дека Европа треба да престане да ги малтретира малите балкански нации, бидејќи тие имаат право на свој избор, се разбира придружувајќи се во реториката на Иванов и на Мицкоски во крајна линија. Која е позицијата на Москва во целата оваа ситуација? Имаше и Москва своја изјава преку Песков, Така. исто така утринава, во кој што знам, и беше повикано да се почитува законот, односно линијата на резонирање и на аргументација беше дека овој референдум е пропаднат и дека треба да биде да се стопира договорот, што е многу јасно и не за прв пат нормално ја потврдува позицијата на Русија, која што на секој начин би сакало НАТО да не ја затвори својата интеграција на јужното крило и сепак да се уште да го задржи своето влијание во Има тој план за буфер зона на 4 држави, нели, геополитички, кој мислам дека сега полека со Црна Гора пропаѓаат. Босна, Србија, евентуално Македонија 4 или 5, да. Држави кои мислам дека видете, јас сум голем противник на тоа од Русија да се прави страшило, паук. Меѓутоа да си кажеме честно дека Русија има се своји легитимни интереси на Балканот кои се врзани со тоа да ние не влеземе во НАТО. Многу едноставно, нема тука, знаете, никакви тешки емоции и чувства нема тука. Едноставно тоа е интересот на Русија и мислам дека Москва тоа не го крие. Прашањето е дали е нашиот интерес тоа. И прашањето е кого оптоварува таа позиција на домашната политичка сцена. Имено. Бидејќи вака како што е сега поставено со овие изјави кои Со ги баласт цитирате, кој не е многу популарен. тој баласт сега ќе се повторно ќе се товари на, ако смеам да кажем, магарето на ВМРО ДПМН. Да, мене ми е страф од една работа, ќе го врзам со ова сценариото што го спомна претходно. Доколку се исполни ова, мислам дека е невозможно, ама еве да речеме Добре. некоја варијанта од 1%, тогаш веќе на есен или веќе следната година почеток ќе се отвори простор за влез на руско влијание. Што велите ќе се налепи тоа на конто на ВМРО ДПМН и не знаеме какви други сили ќе играат. Таа ќе биде опасна ситуација. Добро, како се случи? Затоа е ова шанса и мора да се заврши. Не е ли една од поголемите трагедии во целата приказна што на крајот овдека ние и не само ние разговараме за ВМРО ДПМН како проруска партија? Не е ли целата историја на ВМРО ДПМН всушност ова се случува во живи преноси, не се грижете, тоа е дел од микрофонот опремата. Не е ли всушност ВМРО ДПМН таја која би требала да биде имено на прозападните позиции? Да. Како се случува сега ова Есмеров да Да, дефинитивно, одеднаш- ВМРО ДПМН не може да со Русија никако да ја врзете. Да, ама Може да ја врзете во очигледно одредени дека- периоди кои биле после тоа апокалиптични за ВМ. Во овој период сега како Ја се мислам- случува? Мислам дека неволно влета, и јас искрено не ја гледам ВМРО ДПМН, барем Ја не ја огромен гледам, дел како да. проруска партија. Јас не познавам луѓе таму кои се сериозно проруски ориентирани, но неволно и поради лош маневар, посебно
во врска со референдумот, тие неволно влета во реката која Москва нели ја пушта да тече. Добра, ама не е тоа неволност во смисла на некакво непрепознавање. Сепак е тоа една не во таа националистичка смисла, партија така. која што има еден источен Не во таа сентимент, смисла. па некакви панславјански дури може ноти таму да се свират и така Да, натаму. ама од Една славјанските просрпска држави линија. повеќето се во ЕУ. Да, не да, забраваме. разбирам, ама Ако има ја говорам за панславјански еден ноти- сентимент кој што не е сосема рационален на овој начин како вие Ние што сме го. повеќе во античките корени, отколку во пансловенските исто така. Моделот доста на конфликтни конзервативната позиции. политика, така да се малце конфликтни тие позиции. Добро, од сето ова што вечерва го разговараме, може да се заклучи дека сме на почеток на голема политичка криза, средна политичка криза, мала политичка криза. Не би рекол. Знаете, прво, не може да ги делиме работите на оној кој победил и на оној кој изгубил, затоа што всушност само помина една фаза од имплементација на договорот. Следно е... На тоа предупредуваат практично сите странски. така. Следно е, целиот процес се носи во собрание. Да видиме сега што ќе се случи во процесот на преговори со пратениците. А ако не има алтернатива, брзи избори. Нашиот став како Социјалдемократски сојуз е јасен. Нашата позиција е јасна и е чиста. Ние се бориме за успеш за референдумот да помине договорот со Грција. Имаме легитимитет од 606.000 гласови кои се изјасниле на референдумот за и апсолутно го тераме целиот процес до крај. Единствен губитник, не сакам ниту да кажам губитник, на крајот може да излезе, доколку не го води внимателно сега и овој процес во собрание, за жал може да излезе ВМРО, заради, како што рече во една ситуација, зајакнување на позицијата на лидерот Мицковски. Јас гарантирам дека и во раководството на ВМРО ДПМН има разумни луѓе кои не размислуваат, односно размислуваат сосема различно од Мицковски. Добро, додуше Кој ние што- дека разговараме со претпоставка дека Мицковски ги контролира пратеничките гласови у парламентот. Есмеров, дали е тоа така? Коста, дали е тоа така? Ја мислам дека е реално да се очекува дека он ги контролира. Од конечно лидер на партија. Ја мислам дека ВМРО е ги контролира. сериозна Да, политичка ама ако е партија. така, видовме пратеници кои што излегоа на гласање, видовме подпредседател на партија кој што имаше дистинктивно различен Па став. добро, немаше наредба Да не стрикна се да не излегува. се излегува. Видете, немаше ни притисоци. Ја не можам да кажам дека имало кој нити ми се јавил некој, нити на некој мој близок му се јавил да му каже да не излегува. Реториката беше таква и од таму луѓето носат заклучоци. Друга работа сакам да споменам во контекст на ова. Видете, може ли да биде една најреална варијанта од сите да излезат и ВМРО, ДПМН и СДСМ на избори, сите останати партии, а после тоа да направат широка коалиција за решавање на ова прашање, според тоа кој колку гласови озвоил на избори, толку министри да има, со премиер кој ќе го донесе победничката партија, со една точка на дневен ред во следните 5 години, бидејќи НАТО ќе биде веќе апсолвирано прашање, влез во Европска унија. Добро, ама знам, Смиров, не е тоа ништо спорно. Сето тоа предпоставува прифаќање на решавање на името според договорот со Грција. Затоа ви кажам. Како ќе Да. се направи широка коалиција Точно. постизборна, Управо ако тоа. треба да го реши овој проблем? Па ќе го реши. Па тогаш Тој нека начин го ќе реши сега додека се уште во парламентот. Сега и не само тоа, туку и подобро стојат. И Подобра имавме, позиција има. и сега Значи, имаме можност за таква Јас ги работа, гледам така тие да- варијанти, ги анализираме и со Сега е колегите, но затворена, според изјавите, сега е затворена вратата. Мислите, Малку не е моментот? Па не, ВМРО е затвори вратата. Со изјавите вчера и денеска е затворена таа опција. Мислам дека е јасно. Барем да беше малку подотворена за да имаш излезни опции, тоа е реална варијанта да се очекува. Меѓутоа Како кој ако ќе се- затвори ај, вратата, извини, тоа е тоа. извини. Како Како ако сега не се факторот ако момент сега е не се факторот. договорат, момент, да. како во идно време ВМРО ДПМН би го прифатил договорот? Што наеднаш договорот ќе стане добар? Но фер? добро, дозволете да ви кажеме уште Не, една не, можна не, не ми е опција. јасно. Постизборна опција. Што ако се повторат овие резултати? Што ако на крајот сепак СДСМ во големата коалиција со ДУ и така натаму од своја да речеме 70 на пратеници, тие сега веќе имаат збир од 71 пратеник, таа ќе биде секако шарена коалиција. Таа нека се зајакне уште малку, но не дотурка над 80. Што правиме следниот ден по изборите? Ви кажам, ја очекувам страшна криза да има. И таа И тогаш политичка може би криза. се решавала на овој начин со На овој широка начин, влада. ама пак треба да имат расположение од другата страна. Ако е на расположение на ова исто ниво, Големи Што концесии, е било? можеби кон нив. разбирате. Ама концесиите на крајот не е концесиите битно можат и кои ќе сега да бидат ги зад добијат. сцената. Зад сцената можат и сега Да. да добијат ако мислиме на некакви големи мали концесии така натаму, тоа не е спорно. Концесијата мора да биде согласност на таа голема влада да се реши прашањето на договорот со Грција, бидејќи тоа ќе биде Ја ви точката кажам. број 1, број 2 и број 3 на таа. Решението мора да биде консензуално. ВМРО не може да не учествува во ова.
Не знам како да ви објаснам. 3 пати кажав. Неучеството на ВМРО во ова му лепи етикета и голем балас за воиднина. Знаете, како ќе седнете со европските партнери, партнерите во НАТО, Што велат во вашата партија кога тоа го говорите? Бидејќи некој- убаво е тоа, мислам видете, дека ние можеме да го анализираме. Што велат вашите колеги? Има слух, меѓутоа кај малцинството. Од членовите. Добро, Значи, има што слух. ќе прави тоа малцинство во овие опции кои што ги разговараме? Ајде сега да говориме отворено и за другите колегите истото прашање. Таму има реално една прозападна реформска струја која што морам да кажам и прилично вокално во последниве неколку месеци ги кажува своите позиции. Која е опцијата за таа струја доколку отидеме во еден секташки однос, ако смеам така некоректно да го именувам однесувањето на ВМРО, да се отиде во една длабока, како да кажам, бојкотирачка сега опозиција. Ага, сега, како поминува периодот и како чувствуваат одредени личности дека ВМРО ДПМН се лепи на некоја источна идеологија, така ќе се зголемува процентот на оние кои се придружуваат кон западниот дел. Знаете, кога е под притисок партијата, тогаш се поголеми расцепот. Ја мислам дека тоа ќе се случува во иднина. Не може ВМРО да не биде западна партија. Бидејќи се ближиме конкретно емисијата, јас би ве замолил за кратки завршни поенти. Ненад после целата оваа мене ми се чини занимлива и богата дискусија. Има ли простор за повеќе оптимизам и песимизам или остануваме на некакви реалистички позиции? Јас секогаш се трудам да останам на реалистички позиции, а тоа е дека притисокот ќе биде енормен да се прифати договорот на еден или друг начин. Мислам дека дури и релативно нискиот одзив, под она што јас го очеков на референдумот, беше можеби точно и резултат на таквата логика дека секако ќе се заврши работата. И мене ми се чини дека секако ќе се заврши. На еден или друг начин. Марко? Мене се тоа ми изгледа една алегорија би употребил на еден лош сон, кошмар, во кој што вие бегате низ тесен хотелски ходник со многу врати, кај брка се ништото на вашата политичка иднина позади, пробувате една врата, втора врата, третата, се е затворено, единствено што ви останува е да се вратите и да се разбудите. Значи, рационално мора да се однесуваме, односно опозицијата за да го зачува својот државотворен капацитет што го имала, мора да подаде рака и да се разбуди од овие рационални премрежија во кои што самата се вбутнува. Мора да се слушне гласот на меѓународната заедница и да се послуша ставот на Стејт Департмент и на џЕС денеска. А во врска со концесиите, ја да сум опозиција, ја би им дал секакви концесии само да се реши ова прашање. Добро. Тоа дури да предпоставува жртва да биде правната држава. Дури да предпоставува да биде правната држава, затоа што ова прашање задира во иднината на државност на државата. Без договорот поголема жртва ќе биде Ќе биде правната тоа сега држава. да кажа, ќе биде многу поголема жртва. Во одредени кругови ќе има силен аплауз за ова. Виде, нема алтернатива да се разбереме. Ја не знам ако гледа некоја алтернатива, еве прашувам Нека ја цел каже. месец нека каже да видиме на масата што е опцијата. Коста завршна. Имаме шанса како пратеници во собранието сега конечно да се надминеме, да го поддржиме договорот каков што е, имаме кредибилитет, имаме поддршка од граѓаните, 606.000 граѓани гласаа за поддршка на овој договор. Сметам дека треба да се водиме од принципот да се почитува волјата на граѓаните јасно искажана на референдум. Тоа е таа заразна енергија на заедно оптимизам и добро овој разговор да го Апсолутно. завршиме на овој high note што викате на пооптимистичка. Ма нема потреба да теза. бидеме песимисти. Така е. Да не го сватиме овој референдум вчерашен како трагедија за Македонија. Да, јас мислам дека во секој случај што и да се случува, ќе се случува релативно брзо. Ви благодарам на сите што бевте мои гости вечерва, што бевте гости во 1 ТВ. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да ги одгледате и следните содржинија, тоа се вестите на 1 телевизија и ве канам утре да останете исто така на нашите програми, бидејќи со вас утре е колегата Чомовски. Пријатно од мене и благодарам уште еднаш на моите гости.